Слушај вамо, ово го говорам дента кога повторно се повампируе 29 ноември и повторно се говори за Југославија. Југославија ја нема, не знам дали го знаете тоа, и никогаш нема да се врати. Држава со позајмена химна, химната беше на Полска, хеј Словени, никогаш не беше наша, наш беше текстот и југословенски беше текстот и така. Моето искрено размислување е дека не беше подобро времето во Југославија, туку имаме носталгија по младоста. И тука ќе завршам. Некој ќе се сложи, некој не. Но секогаш ме фасцинирало зошто толку? Знаете, има една приказна кај што направен е еден експеримент со едно семејство на Запад, во Англија конкретно, тоа е 50-тите години. Имено тогаш се развива, се пробива во Америка интензивно ција работи на проекти на манипулација со масите, психата на човекот, масовната психоза и слично, и ја користат во тоа време, керката на Зигмунд Фройд, која ги поставува и темелите на така наречената маркетинг. Маркетинг до тогаш немаше таков кој таргетира одредени подсвесни детали. Во Британија една од земјите кога никогаш немало револуција, затоа што имале викторијанско воспитување, што се вика од деца со стап се воспитани, затоа и успеа, можеби да владеат и да си ги контролираат масите и да ги тераат да гинат на 5 континенти, но од друга страна, нели, државата како се развива, современи средства, животинска фарма се јавува Олдос Хаксли, Храбриот нов свет, се јавува Орвел 84-та и животинска фарма. И сето тоа сваќаат државите, големите држави, дека масите тешко ќе бидат контролирани. И треба да се разберат. Масата не можеш да масата е составена од единки, но проучување на единка не може да ти даде одговор како ќе делува масата. Но колку повеќе луѓе, за еден човек многу е тешко да предвидиш како ќе постапи. Можеш, ама да речеме веројатноста ќе биде 50%. Но маса составена од исти такви единки, 100, 200, 10.000, 100.000, многу полесно до 80-90% можеш да предвиди. Посебна наука се развива, тие се службите, контраобавештајни, полициски, така натаму, кои почнуваат со серија на многу храбри, на многу радикални, на многу проблематични експерименти и тестови. Имено, концептот на среќа. Што е среќа? Што е задоволство? Нели, пошлевме Југославија. И сега секој може да ви набројува, ова беше, она беше, вака беше, онака беше. Се дозволете ми сега да ви направам една паралела, па размислете и вие самите. Затоа што е многу тешко еден човек да одреди колку и да извади аргументи. Имено, одбрале едно семејство кој имало некои приходи, да речам, ќе карикирам сега, 500 фунти месечно. Не знам, во тоа време, предпоставам, добри средства за еден осреден живот. Живееле во средина каде што скоро сите биле од иста класа. Исти примања, исти услови за живот, исти можности за луксузирање, да речам, исти можности за купување храна, луксуз, стандард и така натаму, и така натаму. Семејството
потоа го селат во крајно осиромашен крај, каде што примањата биле 100 фунти. Значи, овие 500, овие 100. Го преселуваат целото семејство, му даваат 5 пати подобри услови од што сите во градот, целото, населбата и така натаму. Тој експеримент трае неколку години и не знам дали биле свесни или не биле свесни, може би манипулирале цело семејство. Не е чудо и дека били изманипулирани, но ги следеле нивните реакции. На одредени начини, дали во разговори на работното место или во училиштата или во, не знам, групите или разговори како некој наместени интервјуа, како разговори со комши, дознале дека истото семејство со истите примања, со истиот стандард кој си го преселиле од едно на друго место, било неколку пати посреќно. Најверојатно, споредувајќи се со другите, ако имале едните да купат едно пиво, овие имале да купат 5 пива. Ако овие купувале кола од 100 фунти, овие купувале кола од 500 фунти. Ако овие иделе не можеле да идат на одмор, овие иделе на одмор недела дена. Ако овие не можеле да купат зимски јакни, овие имале по 2 јакни. И едноставно, иако не била преголема разликата, но чувството на задоволство, чувството на исполнетост, чувството на дека живеат изворедно добро, било многократно повеќе од што претходно кога живееле во слична средина. И секако може да подразберете дека после тоа ги преселуваат во ултра богат крај. Истите примења, иста работа, исти услови, исти пари, исти стандард. Лебот за истите пари го купувале. Пивото, виното, месото, храната, лебот, млекото и така натаму. Но живееле во средина каде што имале соседи кои биле 10-кратно побогати од нив. Тоа е најмизерниот период од нивниот живот, најмизерните години. Претпоставам дека ги манипулирале како, не знам, преселување, сега те треба да работиш за фирмата, ама ќе работиш у Кесингтон. Нема у Кесингтон, сега ќе идеш у Братфорд и така натаму, па те враќаме у Лондон. Претпоставам дека така била манипулацијата со нив. Семејството толку било мизерно да посегнало, некои членови отишле и во алкохолизам, во наркоманија, во криминал, едноставно дури имало и суицидни обиди. Едноставно мизеријата им била енормна. Исти пари, исти стандард, исти услови. И сега, ако направам некоја разлика, ако правам реална, например, ако споредам многу едноставна работа. Капење. Знаете, во тоа време во Југославија капење имавме еднаш неделно. Купатилото ама никогаш не се загреваше, освен у моментот кога ќе влезевме ќе се уклучеше греалицата и модри влегувавме, уште помодри излегувавме. Ама го забораваме тоа. Зошто? Затоа што исто така живееше и комшијата до мене, и комшијата, и сите. И кого да погледне живееше така. Кој имаше богати луѓе во тоа време, а имаше, беа многу помалце, беа тргнати од нашите очи. Комунистичките лидери, лидерите, партиските лидери, знаеа и беа свесни дека треба да се кријат, да кријат она што имаат како змија нозе, да не прават чалам со своето богатство и со својот подобар живот. И имаше едно општо чувство дека животот е подобар и побезбеден и така натаму. Ништо од тоа не е точно. Знам само колку другари изгубив од наркоманија, во криминал,
во пресметки и така натаму. Само немавме социјални мрежи да пискаме за сето тоа. Не беше исто. Овој пат отворени се сега денеска во Македонија сите очи. Но наместо сега со овие социјални медиуми, со овие отворени очи, со во повеќе партиски систем, каде што секој крадец од другата страна му викаат: ало, овој краде, овој лаже, овој ви зема ваши пари. Наместо да има поголема свест, наместо да има поголем притисок, крадењето, лажењето, манипулацијата и уназадувањето на државата е се поголемо и поголемо. Пак ли по 100 пат мизерно ми е да назбројувам каде се електричните автомобили од Тетово. Ниеден автопат не е довршен. Кичево Охрид е археолошка, знаете дека ископина после 15-20 години е археологија, тоа не е градилиште. Автопатот Петровец уште не е направен. Глумење сега пред неа пуштија две таму нешто глумат и така натаму. А ние поминуваме. Милион луѓе поминавме и се правиме на луде. Качанички пат го нема. Каде е клиничкиот центар? Кај ви се инвестициите? Една фабрика не се донесе. Ова е све што се донесе претходната влада. Значи затоа народот денеска квичи и пишти. Не заради стандард. Ја викам во овој момент ништо да не му смениш упримања, удавања и така натаму на народов, само испоапси ги сите оние говнари, лопужи, кои уништуваат цели семејства, цели градови, само нив среди ги, едно сосема поинакво чувство ќе завладее во Македонија. Оваа власт не само што не може, не сака. Зошто? Затоа што е заложник на Дуи, а Дуи го користи моментумот, затоа што им е ветено дека и во народните избори они ќе бидат на власт и да прават што сакаат, да лапаат пари што сакаат, затоа што се некаква маша на некаков запад за некакви си работи. А работите се променуваат преку ноќ. Знаете, пред 5-6 години, кога Трамп дојде на власт, сите беа шокирани. Ќе има нови шокови. Само не е до Мицкоски, не е до ВМРО, до нас е. Ќе излезете и ќе гласате ли? Не гласате, окей, ваше е. Ама ја ќе гласам за некој десети. Гласај. После само немој да ми квичиш, не можело да се смени, зошто не смени? 61 пратеник треба. 61 пратеник треба за да има револуција овдека. А тоа е беззаконието да се пресече. Не може со ојле дојле. И ја би сакал некоја будала како у Холандија, како во Аргентина да биде избран, ама зошто не? Нема да гласам. Затоа што таа ќе биде толку подложна, кој ќе го викнат у некоја амбасада, која и таа будала што не видела поише од 500 евра месечно, кој ќе го му пафне жага за парине, кој ќе му се отвори шупчено 12 сола, под вакуум притисок, црна дупка, фи 18 до 12 варијабилна. И после од него очекувате револуција? Колку такви донесовте? Колку се појави и ви исчезна? Да не зинам да ви ги зборам. Револуционери ова дрн јариња. Никому не му е гале. Све е ова борба за власт, за сопствена корист. Единствено, со сите мани, ќе кажам, дека ВМРО, кога било лошо, кога било најлошо ВМРО, кога најлоша била опозицијава, била подобра одошто кога оваа власт била најдобра. Убаво ме разбравте. Слушате? Ке чуете. Слушај вамо.